Sine, štom te ukorovam, što i da praviš, te zaštitovam. Ostavi gnev svoja pravda, želbi očekuvanja, prepušti se na mene, tatko, na ljubav ta. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne griži se, ostavi se, ljubav ta moja, za se. Ne misli se, ostavi se, prepušti se, vo mene, ne mudruvaj, ostavi se, ljubav ta večna, vo sekoje srce. Slava ti, Gospod Isuse Kriste. Slava ti, Isuse, Tatko naš, koji si na nebesata. Da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja kako na neboto, taka i na zemljata. Taka i vo mojevo srce, taka i vo Tvojeto srce. Da se naseliš vo srcata naši i lebot naš nasušen, da ni go dadeš i denes i do veka, zašto čovjek ne se hrani samo od lep, туку од секој збор што излега од устата на Бога. Ти благодарам што и во овој ден, во Мавровската агора, ми ги отвараш овие живи слова, храна духовна за многумина, да се расшири благата вест, Евангелието на мирот, Твојата вечна љубов, Татко, во името Исусово, да се населиш во секое срце, сите да дознаат, со срцето да разберат, да се покајат, целата суштина, да се покајат, да бидат исцелени. Матеј 27:3. Дали Јуда што го предаде Исус се покаја? Видете? И грев против Светиот Дух. Што е тоа грев против Светиот Дух? Зошто Јуда, например, се обеси после извршеното дело? И гревот е тежок и не може да се носи. Има едни стихови кои се интересни. Направете, вели, плод достоен за покаяние, Матеј 3:8. Што е тоа плод достоен за покаяние? Па си дознал за Исус, знаеш за Исус, си прочитал некои стихови, си слушал некои предавања, може би од телесен дум, и одеднаш се возгордејуваш и си тераш по старо. Тој зборува плод достоен за покаяние, да не тераш ти по старо, да бидеш нов човек, новороден, духороден, љубороден. Слава ти, Господи Исусе Христе, зборува и денеска низ мене. Што е тоа покаяние, пазете? Да се покаеш, се покајав јас, да. А ти си мислиш нешто друго. Со срцето да разберат, да се покајат. Со срцето да разберат. Тоа е тој момент. Како да разбереш со срцето? Не само со умот. Знаете, да се покајат, да ги исцелам. Исцелувањето е кога со срцето ќе разбереш. Друг препев, донесете плод кој одговара, кој го потврдува вашето покаяние. Ти зборуваш за Исус, а живееш по некој стар греф, стар начин. Нема такво христијанство. Докажете на дело дека вистински се покајале, 3:8. И тој те тера да грешиш, ти му велиш не. Ама што ти е човеку? Зошто правиш така? Затоа што знам дека не сум од овдека, дека треба да се вратам во Царството Божјо, дека имам време на милост да повикам кон Исус, а потоа се враќам во духовниот свет според степенот на мојата зрелост. Не дојдов да ги повикам праведниците, вели Исус. А тој вели, јас сум праведен, спасен сум еднаш праведен, за секогаш праведен. Крстен сум, рипам, скокам, вапцам, правам апостолска црква, не знам што. Одам, носам некој дрвен предмет на кој е насликана жена од античка, од Дион, светиот град на македонците, пресликана во христијанство. И мислиш дека си христијанин. Вика,
докажете на дело дека вистински сте се покајале. Дека не дојдов да ги повикам праведниците на покаяние, туку грешниците. Лука 5:32. Ако ти мислиш дека си праведен, не си повикан, терај си ти во својата правда. Ако не дојдов да ги повикам здравите, ако си здрав, ти се ти е супер. Болните. Болен е секој човек што не го познава Исус. Повикан сум на покаяние, да ги повикам, вели Исус. Да ги повикам праведниците на покаяние, не него грешниците. Јуда се покаја на тој повик или беше претежок гревот. Одеднаш остануваш сам со својот грев. И велиш, што ме натера, кој ме натера? Сатаната те натера. Духот на овој свет ти влезе во срцето. Тоа те натера. Јуда се покаја на тој повик или беше претежок гревот, одиме понатаму, и да биде проповедано во негово име покаяние и проштевање на гревовите кај сите народи. Кај сите народи, тоа подразбира кај македонците. Така да негирањето на македонците од страна на бугарите, грците и другите, пазете, е сатанска доктрина во кој цели народи непокајани ќе изгинат. И да биде проповедано во негово име, во Исусово име, покаяние и проштевање на гревовите кај сите народи. Лука 24:47. Одиме уште подолу. Во негово име ќе се проповеда пораката на покаяние и простување на гревовите меѓу сите народи. Основа, како да кажем, филтер на тоа дали си ти христијанин е дали имаш љубов кон сите. Љубов кон сите не значи да го одобруваш гревот, велиш не за сатаната и смртта, но ти не осудуваш. Исус да те укори, можеш да се разгневиш кратко време, бараш помош од Исус да останеш. Ти благодарам што зборуваш низ мене, татко. Остануваш во мир, помогни ми, не осудуваш. Се покајуваш за секој грев, за секој збор, секоја мисла што те води вон законот на љубовта. Значи, покаяние и проповедање на благата вест, да ја дознаат сите. Значи, ние треба да проповедаме, да сведочиме, да зборуваме, не да седиме во некоја соба, еднаш неделно, 2 пати, си раскажуваме приказки и мислиме дека ние сме спасени, дека сме посебни. Може да се случуваат и исцелувања. Во негово име исцелуваат демони, оставете го, знаете. Ама во твое име изгонувавме демони, не ве познавам. Дали ти го познаваш Исус? Дали го љубиш со сето срце, сета душа, да го љубиш, да го возлюбиш пред се, над се, во се? Ете го оној кој што е, ете го оној кој што е гласник, гласноговорник во пустината. Пред неговото доаѓање Јован како предгласник му проповедаше на сиот израелски народ покајно крштение. Покајно крштение не е суштината да се искапеш во водата. Вистински да се покаеш, да не грешиш повеќе, за да не те снајде нешто полошо. Покајувањето е важен дел. Дела 13:24. Покајно или водно? Што е поважно? Капење на телото или покајувањето? Секој може да се искапе. И да те полијат со вода, ќе бидеш искапен. Но покајувањето е внатрешен чин на разделба со стариот начин, стариот грешен паднат, ти да се откажеш од себе си, од својата душа. Што е тоа покаяние? Кој ќе си ја сочува душата своја, ќе ја загуби, си сакаш по своje. Кој ќе ја даде душата на Исус, ќе ја зачува. Друг препев вели, Јован им проповедаше да се вратат кон Бог Отецот и да се крстат, да се прекрстат. 13:24. Значи, покаяние е враќање и раскрсница, раскрстување со стариот, грешен, паднат, телесен, Адамов човек, грешен, паднат. Тоа е раскрсница во која ти треба да исчекориш понатаму во духовно движење кон Исус или пак го презираш богатството на татковата благост, стрпливост, долготрпеливост, не разбирајќи дека Божјата благост те води кон покаяние. Римляните 2:4. Тој трпеливо те чека да се покаеш,
Не треба ние веднаш гневно да избувнуваме на некој што не е усовршен во христијанството, да го изгониме од заедницата. Секој има време на милост, му кажуваш еднаш, два пати, три пати. Ако продолжува да греши, го укоруваш пред еден, пред двајца сведоци, пред целата заедница, се отвара проблемот. А потоа може да се врати. Се додека има време на милост. Блудниот син, значи, погрешив пред тебе и пред небото, се враќа кај таткото, го потрошил сиот имот. Татко погрешив пред тебе и пред небото. Знаете, тој е тој момент. Покажана е таа слика. Значи, Божијата благост ти дава време да се покаеш, Римјаните 2.4, да донесеш одлука и да не се враќаш во блуеницата и калта, да бидеш песот кој се враќа на блуеницата и свињата во калта, значи да бидеш нов човек, Исусов човек, сопственоста се мокне од Бог. Не сваќај ја погрешно Божијата прекумерна добрина, воздржливост и долгата трпеливост према тебе, 2.4, друг препев. Значи имаш време на милост, вистински да се покаеш, вистински да го соблечеш стариот човек, да го облечеш свадбената облека, да се облечеш во Исусовата љубов, да му се вратиш, да му се ветиш, заветиш на Господ Исус Христос. Тоа е како кога прават веридба младенците. Исус е младенецот, ти си невестата, условно кажано. И се ветувате, давате веридба, давате спори, ти треба тогаш да бидеш верен, да не одиш по други состојби. Еве други стихови. Тогаш тоа е прелюбодејство, зашто за луѓето кои еднаш веќе биле просветлени, си дознал за Исус, вкусиле од небесниот дар, знаеш дека има Свети Дух во црквата, се придружиле кон телото на Светиот Дух, ја вкусиле добрината на Божијата порака и силата на идниот свет, а потоа му го свртеле грбот на Бог Таткото. Нема можност одново да се покајат. Таквите луѓе повторно го распнуваат Божиот Син Исус и јавно го срамотат. Евреите 6.6. Значи си дознал за Исус, знаеш дека има Исус, ти се кажува нешто да промениш, доаѓаш до моментот да исчекориш од стариот грешен човек во Исусов, да оставиш некои навики, состојби, чувства, желби, те каниме да дојдеш на молитва и ти ја напушташ заедницата и потоа хулиш човеку. Видете, тоа е грев против Светиот Дух. Одиме уште еднашка, зашто оние што еднаш се просветлија, тој грев се отплаќа око за око, зап за зап, крвта ваша на главите ваши и на децата ваши. Оние што еднаш се просветлија, вкусија од небесниот дар, станаа ученици на Светиот Дух и откако вкусија од убавата Божја реч и од силите на идниот век, а потоа отпадна, не е можно повторно да бидат обновени, да се до покаяние, кога пак во себе си го распнуваат Синот Божји и го хулат. Римјаните 6.4.6. Пазете. Значи, ти си знаел за Исус и си ја сакаш грешната природа. Не доаѓаш да се изгонат тие демони на мисли, чувства и желби кои те врзале. Да бидеш вавилонец, да бидеш сатанска, ѓаволска природа, син на сатаната, татко на лагата. Знаете, тоа се тие состојби. Бидејќи веќе си погрешил, ке треба да отплаќаш, ке дојдеме до тој момент. Слава ти, Господи Исусе Христос, знаеш за Исус, постапуваш по сам себе, како што ти сакаш, по себе праведност, себе спасеност, ти имаш своји идеи и делопоклонство кон себе, кон своје мислење, тоа е вавилонство, да се искачиш на другите, ставаш портрет на себе си во домот свој. Династиите големи така прават. И ктитори на цркви себе си се сликаат. Насликај се себе си покрај Исус. Да седнеш од десната страна, но не решавам јас, вели Исус, кој ќе седне мајката на Завеј девите синови од десната страна. Ти треба да се препуштиш, да се смениш, да бидеш несум достоен, да му предадеш се, да му го отвориш срцето и душата и умот, да разбереш дека си кал земна во која вдахна дух животен и дека треба повторно да се вратиш, да бидеш
бидете како ангели на небесата. Слава ти, Господи Исусе Христе. Исус треба да се смалува, а ти да растеш, неспротивно. Си го слушнал гласот на оној што вика во пустината, некој ти зборувал, покајте се, Марко 1.4, и пак си тераш по старо. И Исус исто така велеше, покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Матеј 4:17. Дали Јуда се покаја? Дали ти се покаја? Дали во твоето срце има еден Јуда во кој повторно го распнуваш Исус со своите постапки на нељубов, непослушност, своеглавост, автокефалност, сатанска природа? Дали навистина се покаја и раскрсти со старата грешна природа? Дали направи плод достоен за покаяние, да се обесиш? Не. Тој го дава и зема животот, немаш право да се бесиш. Јован крштеваше со покајно крштение, велејќи му на народот да верува во оној кој иде по него, односно во Исус Христос, дела 19:4. Покајанието е потребно за да се простат гревовите. Лука 3:3. На небото има голема радост поради еден грешник кој ќе се покае, отколку поради 99 праведници. Те сакам, Господи Исусе Христе, на кои не им треба покаяние. Лука 15:7. Знаете, тој процес не е едноставен, туку е стрплив со вас, цитат, барајки, бидејќи не сака никој да биде уништен. Нашиот татко, милоста негова е вечна, љубовта негова е вечна, сите да дојдат до покаяние. 2 Петар 3:9, еден ден по многу вечности, милениуми. Не сака да загине никој, туку сите да се покајат. 2 Коринтијаните 7:10. И сега доаѓаме, некој те искарал нешто, ти кажал, и ти си жалостив, жалта во склад со Божјата волја, поттикнува на покаяние што води кон спасение. Знаете, бидејќи жалта укорот што си го добил, што поттекнува од Бога, предизвикува неопходно покајување за спасение. А телесната световна жалост доведува до смрт. 2 Коринтијаните 7:10, значи не признаваш ти, список вадиш кој што погрешил во заедницата, кој што ти сгрешил. Ти си цариник тогаш на лоши постапки, суди и на лоши постапки, и нема да биде добро да се оттргнеме од гревот, покаяние, и да се вратиме во љубовта. Тоа е таа патека, да се крстиме, да се покаеме вистински, да се исчистиме со свет дух и со оган одвнатре, Матеј 3:11, и одиме до јудиното покаяние. Тогаш Јуда што го предаде, пазете, кога виде дека тој е осуден, Исус се покаја. По еден препев има, а во другиот вели имаше грижа на совест, се покаја, пазете, и им ги врати 30 сребреници на првосвештениците и старешини се, ете од каде дошле парите, велејќи им сгрешив зашто предадов невина крв. А тие му одговорија, замислете, верници, што ни е нам грижа за тоа? Внимавајте, мисли му ти, тој ги фрли сребрениците во храмот и излезе и отиде да се обеси. Матеј 27:3-5. Гледајте сега од каде доаѓаат парите да се распне Исус. Значи, грижа на совест, вели друг препев, им се покаја на поглаварите и старешините Јуда. Ним им кажа каде оди гревот понатаму, крвта ваша на главите ваши. Нели? 30 сребреници, цена на непроценливиот, со пари од црквата, црковната каса. Така е распнат Исус. Чија е та црква, тој избран народ? Затоа тој вели, вашиот татко е ѓаволот. Да беше Аврам, ваш татко и Мојсе, вие ќе знаевте кој сум јас. Тој е татко на лагата. Вие сте синови ѓаволски, бидејќи не ги слушате овие слова, си терате по Стариот Завет. Значи, дали се покаја на Исус, освен на свештениците Јуда, свесен за тежок грев, смртен грев против Светиот Дух,
Знаеше тој дека Исус гледаше воскреснува умрени, мртви воскреснува, болни лекува, слепи прогледуваат, неми прослушуваат. Го гледаше тоа, знаеше дека тој е Син Божи. Значи грев проти Светиот Дух, знаеш за Исус и пак си тераш по сатанската, ѓаволска природа. Добрата вест е што Исус е почеток и крај, првиот и последниот. И еден ден сите ќе се собереме на тој крај, Алфа и Омега. По многу како да речеме, вечности, милениуми. Значи, почеток и крај, тоа е во војната овде за души и времето за милост кое истекува. И ние доаѓаме, овде ми дава уште неколку стихови кои се исто така интересни. Кој го предаде Исус? Јуда ли го предаде? Сатаната влезе во Јуда, духот на овој свет. Ако сатаната не им влезе во срцето, ќе се вратат, ме праша една сестра за 2 семејства, кои ја напуштија заедницата поради тоа што не сакаат да се променат, си се сакаат сами себе и старата природа. И останува во крвта ваша на главите ваши. Ако сатаната не им влезе во срцето, ќе се вратат. И на вечерата, кога ѓаволот беше вметнал во срцето на Јуда Симонов Искариотски да го предаде, Јован 13:12, ѓаволот му се вметнал во срцето. Пазете. Понатаму ѓаволот веќе го беше поттикнал срцето на Јуда Искариотски, син на Симон, да го предаде 13:2. Значи тој влезе во неговото срце. Прво имаше еден грев, крадеше од красата. Внимавајте кога пуштате во вашите срца сотрудници. Потоа ѓаволот излезе, Јуда ја изврши, она ѓаволот и влезе како мисла, како чувство, како намера. Ти го прифаќаш во срцето, ѓаволот излезе, Јуда остана сам со гревот. Сам ќе останеш, ѓаволот нема да ти го носи гревот. И се обеси, ги врати парите, крвта ваша на главите ваши. Пазете кого пуштате во срцето сотрудници. Во моето срце пребива Господ Исус Христос, не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас. Бегај од нас, сатана, во името Исусово и не враќај се повеќе. Татко, во името Исусово сум согласен за исцелување на сите луѓе кои сега ќе се допрат до срцето и ќе речат: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој грев. Ја прифаќам Твојата волја, Господе Исусе Христе. Се покајувам за гревовите, за сите гревови, не осудувам. И сакам да бидам Син Божи, кој го води Духот Божи. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине веднаш. Од земјата до небесата, љубовта Исусова да не преплави. Се ти предавам Тебе, Татко, душава, срцево, имотот, семејството, сотрудниците, молитвена војска, Радио Свети Дух Македонија, Твоето духовно знаме, жива вода. Македонија е земја Исусова за навек. Исусе и само Исусе. Амин. Луди се, сине, штом те укорувам, што и да правиш, те заштитувам. Остави гнев, своја правда, жели очекувања, препушти се на мене, Татко на љубовта. Не плаши се, остави се, не лути се, остави се, не грижи се, остави се. Љубовта моја е лек за се. Не мисли се, остави се, препушти се во мене, не мудрувај, остави
oseko je srce.